Дебрца, добър ден, ВМРО да помене. Почитуван генерален секретар Георгия Сайковски. Почитувани гости и приятели. Пред 3 години, кога разговараме со председател Мицкоски околу мојот политички ангажман, се отвори тема кои се моите амбиции. Немам лични амбиции. На тоа прашање одговор ќе даде ВМРО Дебрца. Одговорот на ВМРО Дебрца е да бидам кандидат за градоначалник на општина Дебрца. Благодарност до сите наши членови, активисти, симпатизери, поддржувачи, пријатели, роднини. Ви благодарам за поддршката што ми ја дадовте изминативе години. Пред 4 години ветуваа живот. На општина Дебрца стана место каде што младите не ја гледаат својата иднина. Земјоделците не ја гледаат својата екзистенција. Дебрца е место каде што нема перспектива. Наместо развој, Дебрца стана општина на поединци кои си го стваруваат своите лични интереси. Тоа беше мотив да се кандидирам за оваа позиција. Интересот на Дебрца да биде пред личниот интерес. Доаѓа време на промени кои ќе се случат на 17 октомври. Промени кои носат иднина, економија и подобар живот за граѓаните. А општина Дебрца ќе биде општина на сите граѓани. Честноста и пред се одговорноста ќе бидат одлика на мојата работа. Тимот на ВМРО да помене, предводен од мене како градоначалник, ќе подаде рака на секој граѓанин, без разлика на вера и политичка припадност. Дебрца заслужува светла иднина и да биде пристојно место за сите генерации. Дојде време за финална битка на нашата генерација. Битка по која што општина Дебрца ќе вратиме на вистинскиот пат. Патот на успехот. Главен предизвик во мојата работа ќе биде носење на инвеститори, отварање на работни места. Ќе се заложам за максимално искористување на земјоделските потенцијали и отварање пунктови за продажба на земјоделски производи, како и директно субвенционирање на земјоделците од општината. Чиста општина и екопроизводи ќе бидат ставени на приоритетот, како и вложување во енергетика. Ова се само дел од проектите позади која стојам и ќе ги остварам. Но во програмата која допрво ќе биде презентирана, ќе има многу вакви проекти кои се за подобар живот на жителите во општина Дебрца. Канализационни мрежи за селата Велма и Трбеништа. Субвенционирање на земјоделците со пари од буџетот на општината. Хуманитарен фонд за донирање на храна за социјално загрозени и за лица со посебни потреби. Барање на инвеститор за отворање на фабрика за преработка на компир со средства преку ИПАР фондот. Ставање во функција на браната во село Слатино. Асфалтирање на патот од село Ботун до манастир Света Богородица. Од село Звести до манастир Света Богородица. Отварање на канцеларија за земјоделците и помош при поднесување на барање за директно плаќање до Агенција за финансиска поддршка земјоделство и рурален развој, органско производство, земање на земјиште под концесија која е во државна собственост, санирање на домот во село Волино, санирање на домот во село Ровник, обновување на културната манифестација Црешнобер, отворање на мини пазар покрај магистралниот пат Охрид-Скопје, помеѓу селата Требениште и Мишешта, фудбалски клуб Дебрца, финансиран со пари од буџетот на општината. Ова се само дел од проектите позади кои стојам и ќе ги остварам. Но во програмата која допро ќе биде презентирана, ќе има многу проекти
кои се за подобар живот на жителите во општина Дебрца. Затоа ве повикувам на 17 октомври да ја создадеме новата иднина, промени, проекти, победи. Да живее Дебрца, да живее Македонија, да живее ВМРО ДПМН. И благодарам.